Го имаме господинот Паезити на телефонска линија. Добро утро, господин Паезити. Добар ден. Се извинуваме за техничките проблеми и за проблемите со звукот. Ке се обидеме накратко телефонски, за жал, да поразговараме за вашата кандидатура. На почетокот, она што се наметнува како прашање е зошто по 3 мандати на овие локални избори одите без партијата која ве поддржа на минатите како независен кандидат? Вака, зашто? Зашто сметам дека до сега за овие 3 мандати имавме една успешна, да кажемо така, и добра соработка или просперитетно се движило од првиот до сега со граѓаните, и граѓаните тоа го барат, бидејќи сме на добар пат. И веќе општината наша од една, да кажемо така, рурална оди кон една урбана, и мислам дека овие сите започнати проекти треба да се довршат. Граѓаните го барат од мене и јас, бидејќи ипак тие одлучуваат кој ќе биде и кај, затоа и се одлучив уште еден мандат да барам. Господин Паезити, што е она што не успеавте да го направите во претходните 3 мандати? Што е она што ви остана недовршено поради кое што го барате новиот мандат? Па видите, не дека не сум успеал да направим, бидејќи знаете вие руралните општини во каква состојба биле, а во четвртиот мандат, во третиот мандат знаете дека овој мандат беше полн со неизвестности, имавме 3 циклуса на избори, со референдум, председателски, парламентарни, и не фати 2 години ева со ковидот, така да овој мандат е многу неуспешен за сите на ниво на држава, бидејќи се случи тоа што никој не го посакува, и доста активности, доста проекти беа стопирани и поради финансиски причини, и поради други, вака да кажем, законски пречки. И токму тие започнатите проекти треба да се довршат, но имам амбиции, имам потенцијал и имам визија како треба да изгледа општина Врвеница, бидејќи до сега сметам дека граѓаните високо се задоволни од моето работење и им должам да продолжам заедно со нив. Според последниот попис во Брвеница се изброени нешто помалку од 3000 жители. Следствено на тоа нели се делат и парите на општините, следствено на тоа се полнат буџетите на општините. Еве сега е најавено дека од централниот буџет од општините ќе добиваат повеќе пари. Ајде само да се задржиме на што се вашите 2 или 3 клучни понуди или ветувања за овој изборен циклус. Фала. Прво да ги довршам тие започнатите проекти кои се во завршна фаза, тоа е значи подземното инфраструктурно уредување, тука влегуваат фекалните води, 80% општината веќе е со фекална канализација, истовремено менуваме и водоводот со нови инсталација, така правиме трансформација од овие бандерите од нисконапонската на подземно со кандилаби, и ова веќе сме во фаза на завршување, и наредно од 2 столбови е екологија и социјална и спортот, култура, така малце тука сме ги запоставиле, да кажемо таа категорија, мало повише треба во тој дел да поработиме. Очекувате ли дека жителите на Брвеница, бидејќи се кандидирате како независен кандидат оваа година, имаат желба и волја да поддржат независна кандидатура, бидејќи веќе знаеме во неколку претходни долги години наназад, во претходни циклуси, секогаш гласовите оделе на контото на партијата, во конкретниот случај на вашата претходна партија, тоа е ДУИ. Колкав е интересот за да се гласа за независен кандидат? Направивте ли вие некаква анкета, некакво истражување на јавното мислење во Брвеница? Токму така. Па видите, сега овој пат е вистина така, имаме во трка сме 6 кандидати, од тие 6 само јас сум независен. Така да нормално трката или ќе биде и оштра, и мислам дека ќе биде ферно, ќе има она баш борба за секој глас.
Како? Ние направивме една анкета така како што не е со некоја, да кажемо така, анкетни куќи што прават службени анкети, него по нашето, со нашиот Facebook и така натамо. Расположението е многу позитивно, но сега не можам да подценувам. Секоја партија има свој членство, има своји симпатизери и секој ќе се бори за својот кандидат. Но према моето видување и према расположението на граѓаните и кога ги собравме подписите за независен кандидат, бидејќи веднаш за кратко време, за 2-3 дена се собра доволен број на гласачи, на подписи и сите тие луѓе и около секој ден доаѓаат и ми дават поддршка и сметам дека и на овие избори ќе граѓаните ќе знаат за кого да го дават гласот. Господин Енвер Пајазити, ви благодарам што се вклучивте во утренски брифинг.